Предлогот Република Илинденска Македонија и натаму привлекува голем број реакции на социјалните мрежи. Граѓаните на профилите на топ тема на ваша страна со поделени мислења. Суата Алиу коментира: "Сум за овој предлог и за решение на спорот, бидејќи сметам дека решението ќе им оневозможи на политичарите во иднина да имаат алиби за економските неуспеси." Дуле Груевски смета дека само со јасно самоопределување и изјаснување на граѓаните може да се промени името. Горан Волкановски пак топката ја префрла кај соседот. Грција, ако навистина е за компромис, ќе го прифати ова решение. Ако не го прифати, тогаш целиот свет ќе види дека сушност Грција и не сака решение на проблемот. Дарко Петанчевски е против предлогот. Република Македонија ерга омнес. Доста се пазарите со името на својата држава за да задоволите некој на кој не му е гајле дали воопшто постоите како народ. Тодоровска Киче Статјана вели: "Неочекувано, но најдобро решение." Зока Спасов бара референдум, ама не наместен ако може, народот да одлучи. Никола Коцалев додава: "Некои прашања не заслужуваат одговор." Не мирува ниту Твитер мрежата каде беа упатени десетина коментари за предлогот Република Илинденска Македонија. Александар вели дека е против ерга омнес. Кога веќе виткаме кичма, оставете ми го барем достоинството дома, да не менувам пасош, институции и така натаму. Барем дома да сум македонец, а надвор нека биде она што ќе договорат, па еве Илинденска Македонија. И Зенко смета дека предлогот е неприфатлив за албанците. Овој збор е и религиозен празник, тоа ќе создаде нови делби. Не е точно дека овој бил историски момент на обединување на двете етнички групи, така што јас сум против Илинденска. Даниел Василевски коментираше: "Не знам веќе на децава што да им кажам кој сме, што сме и од кај сме, фиромци, македонци или илинденци. Несватливо е комшијата да ти го бира името и редува уставот кога како ќе му текне." Цене тврди дека предлогот е добар и издржан, не задира во идентитетот и решава повеќе проблеми одеднаш и може да помине на референдум. Јасна Котевска иронично прашува: "Ако ерга омнес, по промената ќе предавам на катедра за илинденско-македонска и јужнословенска книжевност. Се пред Илинден ќе биде пред илинденско-македонска книжевност?"